Традиции. Веројатно месец во кој што најмногу зборуваме и најмногу практикуваме традиции во Македонија е јануари. Јас се прашувам дали традициите треба по секоја цена да бидат буквални и дали не треба конечно да почнеме традициите и празниците да ги прославуваме на символично ниво наместо на буквално ниво. Капењето во ладна вода многумина велат дека е здраво, но капењето во еден матен вардар, загаден вардар, брз и ладен вардар, испаѓа дека не е така здрава работа. Се уште ги оплакуваме младите жртви од пожарот во Кочани и се уште повторуваме дека тоа било резултат на некаков сатански ритуал. Каков ритуал ќе беше овој ако денеска, односно вчера, наместо прославување добиевме 2-3 не знам колку жртви затоа што водите на вардар биле премногу студени, премногу брзи и премногу опасни за неподготвени пливачи во такви услови. Јас го прашувам ова, гледајќи ги снимките, бев џашен од сцените кои што ги сведочевме. Деца во хипотермија, во обид да фатат некаков си крст кој што подоцна ќе им донесе некаква лукративна добивка. Прашувам дали ваквите традиции имаат смисла за одржување и колку сето тоа е изводливо и колку организаторите придонесуваат за опасноста или за безбедноста на тие што учествуваат. Она во снимките што го видов, најмногу ме погодуваше што во целата таа збрка, во целиот тој хаос, додека спасувачите секоја чест за нив се обидуваа да ги спасат децата во водата, поповите продолжуваат да пеат и да мантраат работи кои што религијата им ги кажува без притоа да се обзираат на опасноста и на кризата која што се случува во водите. Јас разбирам религија, јас разбирам вера, јас разбирам традиции, но дали има нешто посвето од животот на живите луѓе? Дали треба традициите да продолжиме да ги одржуваме по цена на човечки животи? Тогаш нормално е да се запрашате дали тоа што го славиме е Бог или ѓавол.